Следува период на 3 големи одлуки за власта и опозицијата, пописот изборниот модел и СЈО. Премиерот Заев најави дека треба час поскоро да се најде решение за доброто на државата. Првата средба на темата попис денеска власта и опозицијата ја реализирале во парламентот. Ваквата информација за 1 ТВ ја потврдија собраниски извори. Неофицијално на маса било барањето на ВМРО ДПМН со пописот да биде опфатено само резидентното население, но не и оние граѓани кои се повеќе од 1 година надвор од Македонија. Вака како што е предложено, може да доведе само до политички договорени резултати, кои што ќе немаат кредибилноста и вистината на терен. За втората тема, изборниот законник, Заев вчера потврди дека за СДСМ е прифатливо барањето на помалите партии, НСДП, Демократскиот сојуз, Либералната партија, ДОМ, БЕС, Алијансата за албанците, парламентарните избори до година да бидат организирани според нов изборен модел, една изборна единица и отворени листи. Изборниот законник треба да се менува за да се вградат сите препораки на ОДХР. Швајцарската амбасада обезбеди грант од 11 милиони евра, кој што е 10 годишен период, но најмногу за создавање на нов изборен законник. Треба да седнеме и да го реализираме, заради тоа што јас и господинот Мицковски, но и сите, рековме после претседателските избори, знаејќи дека 1,5 година нема избори до редовните избори, треба да седнеме растретени да го решиме, а тука ќе го разговараме изборниот модел. Нашиот став, како Социјалдемократски сојуз е, за нас е прифатлива една изборна единица, за нас се прифатливи отворените листи. Но на темата изборен законник, извори за 1 ТВ велат дека ќе оди тешко, бидејќи ДУИ е за 3 изборни единици, а опозицијската ВМРО ДПМН се уште се нема изјаснето за каков изборен модел е. Од ВМРО ДПМН велат дека власта само сака да направи фокус од актуелните проблеми со кои се соочува. Ваквите пробни балони, како што рековте, ја беа пуштени од второто лице на Зоран Заев, председателот на државата Стево Пендаровски, се само во насока на дефокус од реалните проблеми, од економската катастрофа, катаклизма, која што ја тресе државата. И за третата најдолго време актуелна тема ќе имали договор до крајот на јули за законот за јавното обвинителство и СЈО. Вчера 1 ТВ објави дека ВМРО ДПМН деновиве ќе достави до Министерството за правда предлог со кој најверојатно нема да отстапи од своето најспорно барање за пирање на сите истраги кои СЈО ги отвори по 30 јуни 2017 година. Дали решението за сите овие теми ќе се најде на скорешна лидерска средба, се уште е неизвестно. Не се прифаќа за сега лидерска средба, контактират кабинетите, луѓето од нашите тимови. Верувам дека во скоро време ќе имаме прифатливост за да се организира лидерската средба. Реков 3 теми, еве јас ги номинирам, СЈО-то една, пописот и изборниот законник, опозицијата или другите партиципенти, ако мислат и други теми, јас сум на располагање да разговарам, но ова се пресериозни теми на кои што час поскоро треба да седнеме и да разговараме. Покана за лидерска средба до ВМРО ДПМН не е упатена, не е закажана, нема никаков повик. Ова е уште еден блеф од власта, само и само во насока за дефокусирање од актуелните проблеми, од актуелните скандали кои што ја потресуваат Илинденска борба. Премиерот Заев сепак е оптимист дека наредната недела на иста маса ќе седне со опозицијскиот лидер Мицковски.